Здраво на сите и добро дојдовте во уште еден разговор на тема театар од современа пандемија. Мојот денешен соговорник е Синуличка Трпкова, актерка и професорка на Факултетот за драмски уметности при Универзитетот Свети Кирил и Методи. Добре дојдовте. Добре дојдовте, професорки, и ви благодарам што ја прифативте поканата. Фала ти што ме покани во ова време, нели? Да разговараме ако ништо друго на таа тема. Да. И првото прашање што им го поставувам на сите соговорници е што значи да се биде актер во време на пандемија, а со оглед на тоа дека сте професорка, што значи да се биде професор, односно едукатор во време на пандемија. Како го доживеавте затворањето на факултетите, на театрите, на кината и како ви минаа првите полициски часови? Тоа е интересно прашање. Мислам дека нема разлика пандемија или не пандемија, или барем јас се обидувам да ако си актер, и ако си професор. И дали е пандемија, дали е се било кој вонадни состојби, мислам дека тој порив што го има внатре човек, ако навистина ја сака професијата, е избрал професијата со страст, со љубов и со многу знаење, никој пат нема да престане, мислам, да се бави со неа. Нели постојат различни приказни од старите времења, од средниот век, нели, кога еден уметник кој бил многу авангарден за тоа време и цртал и бил во несогласување со, нели, општественото уредување тогаш, бил казнет и бил фрлен во самица, нели, во една дупка и го затвориле од озгора и тој фактички бил во една дупка од камен затворен и секојдневно му фрлале лед. Кога после неколку години некој се сетил да зирне што станува со човекот, тоа што видел било дека човекот нема скоро воопшто прсти и дека целата пештера била изгравирана од ликови, од фантазија, што тој додека седел таму фактички ја создавал. Просто неверојатна, нели, приказна, но вистината, историска приказна, не можам да се сетам точно за кој лик станува збор, но поривот да се биде уметник оди до таму што, нели, не размислуваш за барем јас тоа така го разбирам, не размислуваш ниту за својата здравје, ниту пак за својата смисла во моментот, туку твориш. Нели, тоа е порив. Така што останалите уметнички дела, нели, да сведочат за тоа дека човек да го ставиш и во самица и без ништо ќе го користи своето тело, дури да е ликовен уметник, нели, за да создаде уметност. Делува малце така фаталистички, нели, за едно вакво време, но јас не го разбирам поинаку уметникот. Јас не сум актер веќе одамна, нели, ретко играм моите студенти кога ќе ме викнат на филм и сакам да играм многу, не дека не сакам, ама немало можност, затоа што јас се оддалечив од театар, па нели се посветив на филм, но се бавам со педагогија, работам со млади луѓе, на кои ја пренесувам, нели, таа работа што ја знам, и што ја надоградувам. Но останува една работа иста, дека поривот и смислата за творење воопшто не подразбира пандемија, не пандемија, воредна состојба. Мозокот и душата изнаоѓаат начин да се искажат, да го артикулираат што го носат тоа во себе. Така и јас, нели, во времето на пандемијата си најдов начин да се чувствувам дури уште поинтимно со моите студенти, иако не можев, нели, да ги допрам, не можев да бидам со нив, не може столчето да си го доближат до мене. Добро, игра пред камера е нешто друго од колку игра во театар, но мислам дека начелно, освен тие технички, нели, работи, во овој дел педагошки сметам дека не сме да се биде професор во пандемија и професор во пандемија. Треба да се изнајде начин. Можеби нема да биде тоа класично предавање, можеби ќе биде, нели, мозочна гимнастика, можеби ќе биде разговор, можеби ќе откриеме нешто кај нашите ученици, дури за овие други ве зборувам. Тоа не е нешто што ќе трае 10 години, ама може еден месец во годината
нели да се случи и намерно, Да. за да видиме до крај сме, што сме човечкото во себе, преку виртуелен начин да го обновиме, што е многу апсурдно, нели? Поблиски се чувствуваме некој пат вака, одошто кога сме сите на купче. Зашто интимата е поинаква, ве гледам преку прозорчиња, ви ги гледам изразите и секој е во својот дом, секој е во своето, нели, гнездо, сигурно, без разлика дали е во кревет и спие, па со кафето вака ме гледа, важно присутен на час, или е комплетно спремен, нели, подготвен, па кога ќе стане денадено ќе видите дека носи пижами или гачи и ќе седне долу, но е тука. Така што има некои интересни моменти. Професор е професор во и во пандемија. Така е. И од тука и се раѓа и следното прашање баш за таа интима, со оглед на тоа дека целата настава се префрли на онлайн платформите и на некој начин сите бевме приморани да работиме од дома, од нашата интима. Да, ние актерите сме принудени да копаме по својата интима, но тоа ретко се случува да го правиме пред луѓе, додека сме директно во нашиот интимен простор. И тоа им се случи и на студентите, тоа им се случи и на професорите, да бидат приморани да создаваат, да работат на наставата од дома. Како изгледа тој процес на трансформација на приватниот простор, на интимниот простор во работен простор? Да, тоа е интересен феномен, нели, го прашање, особено затоа што нели станува спор за актери. Мислам, може да стане збор и за професори по математика или по физика и по хемија, што е исто интересен момент со кој може да се игра, нели? Да, тоа што го кажа е многу точно, дури е како дефиниција, дека да се купа по сопствениот интимен простор е потребна сцена, нели? Потребна е камера, затоа што ние сме професионалци и затоа што сакаме да си го сочуваме нашиот интимен простор само и само за нас. Што е важно што се случува кај нас дома? Тоа што сме на сцена и тоа што е дома се сосема две различни работи, што нели во нашите услови се уште луѓето не го разбираат и за жал токму и поради тоа се случуваат некои непријатни работи во животот, нели, на актерите кога ќе се појават на улица и така натаму. Чувањето на приватното е важно, но во процесот сепак би направила една дистинкција во процесот на отворање на актерот. Додека е на факултет зборувам, нели, додека почнува тоа отворање на душата на актерот, на мислата на актерот, мислам дека не е толку страшно што се случува дома, туку напротив, на почетокот, кога се, нели, не веќе е добро да си има еден многу интимен момент заради професорот, кој треба да ги осознае тие материјали со кои треба понатаму да му даде потрунување, нели? Таа интимност што ја имавме ние со нашите студенти, односно јас нели асистентот Милан, што имавме во тие моменти на часови, нам ни помогна, мене лично ми помогна да најдам работи што дотогаш не сум ги нашла кај моите студенти, многу важни мигови од нивниот емоционален и од нивниот интелектуален, ментален живот, нели, кои би можеле понатаму да ги употребуваат, за кои јас не сум имала сознание. Така што во овој момент тоа не беше мана, иако дел од студентите, морам да признаам, имаа проблем. Не беше секој во можност да ја имам комплетно својата интима, нели, дома. Затоа што слушате различни звуци, слушате дека некој по некој пат ќе влезе, па ќе излези, имам час. И тоа е непријатно за нив. Јас, за жал, не знам тие како се чувствуваат точно, убаво е да се чуе од тивна страна, како тој миг на интимност успеа да го, нели, да го зачуваат, да бидат сепак излезени во една друга улога. Имаше некои од студентите кои ги спроведуваа, нели, вежбите и се чувствуваше дека не ги прават на истото место, туку ги прават на некое друго место само заради местоположбата, заради сцената и заради чувството дека нешто создаваш што не си ти дома и пред компјутер.
Но од друга страна, многу е важно да си пред се и прво ти за камерата, нели? Многу е важно кој си ти. Ако ние се соблечеме, зборувам под наводници, емотивно и па дури и физички, нели, по пижами и секако со кафињата, тогаш ние знаеме и кои сме. Чувството за тоа се ослободува, има деца што си уште имаат кочници. И тука во еден момент гледаш дека, нели, се ослободува моментот на создавање и таа причка кога ќе се премине, слободата ја имам и јас со нив да комуницирам и да истражувам понатака во улогите. Значи имаше многу по-позитивни работи отколку негативни, сепак морам да признам, ама се однесува на мојот предмет, нели? Театар е сосема нешто друго. Така. Ето исто, ако воспоставиш интима вака со својот студент на Zoom, јас се чувствував прекрасно, мислам, јас бев дури малце, нели, поненормално весела и напишав и есеј на таа тема, затоа што ми беше возбудливо. По принцип сум човек што не сака многу да експериментира во техника, ама тоа за мене беше прекрасен миг и мислам дека нема да биде последен. Да. И од тука ми се раѓа уште едно прашање, веќе неколку пати напоменавте за таа врска меѓу професорот и студентот како се менува. Кој е важноста да се предава во овој период, особено заради студентите и заради нивните стравови и нивните фрустрации, затоа што се во ова, колку што е ново за самите професори, толку и ново за самите студенти. Па од тука ми се јавува прашањето колку е важно да се предава, да не се стопира наставата, туку да се предава во овие услови, на овие интернет платформи, во овие услови кои што ни ги задава самава ситуација. Тоа е надградување за самиот професор. Значи не може тој да застане да рече сега немаме настава, затоа што тоа е невозможно. Нема начин, мора да се сруши таа бариера. Тоа е моето мислење. Дека не смее да се создаде вештачки вакуум на немање контакт. Значи, не можам општо да зборувам за сите факултети. Има студенти каде што има по 200-300 студенти кои мораат да слушаат. Ние имаме среќа, па имаме, нели, по неколку во група и можам само за мојата професија да зборувам, затоа што секој пат има некој да каже, нели, тој како слуша разговорот, да, ама ти дојди на економски или на правен, па да видиш како можеме ние интима да создадеме. Така. Но што е важно? И за тие факултети, и за нашите факултети е многу важно да покаже професорот дека му е стало до студентот, дека се грижи за него, дека му е важно кој е импактот што ќе се случува, да му даде надеж, да му даде поттик, да не го заборава. Не е тоа само технички момент на предавање и не знам што, туку важноста на тие деца, затоа што тие не може да бидат заборавени и сфрлени. Ќе ги фати депресија. Некои деца не знаат што со себе да прават, може би имаат проблеми дома, може би имаат секакви ситуации и тој ритам на одржување на предавања, тој ритам на одржување комуникација со својот професор, нели? И со оние што од кој учи, е многу важен за да не западне во некој друг пат кој што може да биде многу непријатен, нели? Наеднаш се чувствувате дека никој не се грижи за вас, дека сте сами дома и дека наеднаш институцијата престанува да ве бара затоа што има пандемија, вие ги барате вашите пријатели, на овој начин, ама тој тренинг е многу важен да опстои. Мора да се најде варијанта. Затоа реков на почеток и мене ми е надградување. Не знаев ни јас како ќе изгледа првиот пат кога ги видов. Затоа што јас нонстоп имам искуство со моите деца, тие живеат надвор и работат и студираат и нонстоп сум на Zoom и знам кога има проблем. Значи тоа ми е навика да комуницирам. И јас одеднаш веројатно работи некој друг инстинкт во мене кој што ја бара комуникацијата од моите студенти. Едноставно им барам, се чувствуваат малце непријатно и се, али после вториот, третиот час почнуваат да даваат во убава смисла на зборот, нели? И создаваме некои врски кои се многу важни, кои се мост до следниот миг кога ќе се видиме. И кога ќе се видиме во стварноста, ние ништо не сме пропуштиле. Туку, напротив,
чуваме едно наше искуство на кое секој пат имаме насмевка. Ке ги знаеме тие работи ќе бидат наше искуство за понатамошна креација. Знаеме нешто ново, нешто необично, нешто што понатаму ќе го искористиме во нашите животи, во нашите улоги, во нашите креации. И јас не ги знаев овие технички работи многу. Има еден писател, за жал, починат е млад професор по англиски јазик и литература во Америка, Валас, Дейвид Валас се вика. Тој вели, професор може да биде само интензивно професор 3 години. После тоа мора да се надгради, нешто мора да направи, за повторно да се инспирира, за да продолжи да биде професор, а не да стои на една точка и од таа точка само да прави некоја рамна линија. Професорот мора да тежне кон совршенство. Тоа никој пат нема да го добре, ама тоа е мојата работа, ако не да ги инспирирам прво моите студенти, да им кажам колку е убава оваа работа и колку никој пат дури да се во најлоша состојба ќе ја сакаат, без разлика дали се правници, дали се научници. Ако не им ја создадам јас во збудата, и ако не направам од едно невреме право време, зошто сум професор, мислам, која е мојата смисла да седам дома и да чекам, сега не може, децата се нели на пандемија и ќе се разболиме, не може. Што личи тоа? Да. Не го напаѓам, ама не го разбирам. Така. Со оглед на тоа дека вие сте професор по предметот филмска, телевизиска и радио игра, што е на некој начин се случува преку камера, се разбира, претпоставувам дека прилагодувањето на наставата не претрпа некои големи промени, за разлика од оние кои што ги предаваат нели актерски игра, сценски говор, техника на глас, можеби и танци. И од тука ме интересира дали претрпе наставата некои промени, односно прилагодувањето на програмата на овие нови услови на онлайн платформа предавање, како се одвиваше тој процес на трансформација на часовите, дали мораше нешто да се измени принудно? Имаше еден миг, например, што мене лично ми недостигаше, на нашите часови кога нели ние немаме сцена, имаме можеби по некој пат столче или некое импровизирано место каде што местиме кадар и ја работиме сцената кадар со телефон или како и да е. И влегувањето во улога, влегувањето во одредена емотивна состојба, работевме монолог овој семестар. И моравме и така да го работиме, иако сосема друго нешто работевме со втора година, работевме мизансцен пред камера. Како да работиш мизансцен пред камера и како да им објасниш на дечките дека постојат одредени точки на кои се движиш, можеш да направиш мизансцен, ама тоа не е тоа. Значи, мораш во живо со репери да работиш со чувство за светло, со чувство за движење на камерата, чувство за камера однос, а ти имаш само една камера пред тебе и не можеш. Но можеш монолог да работиш, нели? Можевме многу блиско да работиме монолози, така сите години работеа еден вид монолог, некои беа малце понапредни во други монолози, а кај ни останавме само нели во првиот монолог кој е многу близок до возраст и до темперамент на тие деца, нели? И тоа што мене лично ми недостигаше беше моментот на дишењето, моментот на живоста, моментот на телата кои ги чувствуваш како присутност, кој на еден начин ти се и фидбек не само за ти што го правиш, туку и за студентот што седи и работи, затоа што во дишењето на другите и во реакциите на другите се чувствува каде оди тој, нели? Тоа особено го има во театарот, затоа што ти ако ја немаш таа топлинска, просторна, внатре физичка, жива реакција, хемијата слабе. Но, од друга страна, овдека, бидејќи работевме монолози, успеавме дел по дел од тие монолози да ги сработиме, со дел по дел, нели, одејќи по монологот, по текстот, по имагинацијата позади, по сето тоа што, по емоцијата, со тоа што успеавме на еден по 4 очи разговор, другите слушаат секако, да развиеме одредена состојба кај самиот лик, затоа што тој и така кога ќе дојде пред камера и на сет, нема да има публика.
Или секој пат штама там. Немате аплаузи, немате дишење, немате ништо. Тој мора сепак сам за себе да е свесен што прави. Свесноста за тоа што го прави самиот актер помогна во овој онлайн курс. Затоа што едноставно тој е оставен сам на себе, нели не можам јас нон-стоп да го прекинувам и да го можам, ама не е тоа, затоа што не функционира така како што е во живо. А инаку вежбите исто ги работим. Тие и кога работевме на школа, си ги снимаат дома вежбите, па ќе ми ги испратат, па јас ќе им дадам замерки, ќе им дадам исправки, ќе им кажам што чини, ќе им дадам индикации, па евентуално ќе го повторат или ќе го разберат, па за следниот монолог ќе го повторат. Истото се случуваше овде. Со тоа што имавме многу поголема можност, тие што сакаат, тие што нема услови не можеа многу, али тие што работеа постигна, морам да кажам, врвни резултати. Не сум очекувала такви мигови дури на лично задоволство, дека дури ја искористивме и пандемијата. Јас сум од оние што брзо сакаат се да направат, ништо да не пропуштат, ама не се сите деца такви, нели? Имавме околности на пандемија и имавме слобода да креираат и најнаш сватив дека тие деца не се само актери кои требаат да бидат репродуктивци и произведувачи на емоции на одредена желба, туку дека можат и самите тие да креираат. Денеска сите имаме телефони, нели? И можеме да направиме кратки видеа, децава растураат со видеа. Со што нашите актери тоа да не би можеле, нели? Да имаат чувство што значи да се движат пред камера. Може некој да ги сними, може и сами да ја местат. Значи, секој сиот тој процес каде што самите се истражуваат себе си, нели, без оние околности што се на училиште, им помага уште повеќе во нивната професија. Градат повеќе знаење и знаат кои се и што се и каде се во простор, во време, пред камера, без разлика, нели? Така што тоа има и позитивни и негативни страни, но ете, успеавме навистина многу позитивни страни да извлечеме од сето. Веќе го начнавме малку и следното мое прашање во претходните прашања, тоест вие со вашите одговори. Како се промени врската помеѓу професорот и студентот? Дали таа врска поради технологијата стана продлабочена, како што рековте, се доби една интима, или стана можеби усложнета? Дали или зависи од самиот студент, зависи од самиот професор? Какво е вашето искуство? Зависи од студентот и од професорот. Јас колку ми знам од моја страна, се обидувам да ги дадам сите услови за работа. Да се чувствуваат, мораат и пријатно на часот, затоа што е Zoom, не е на сцена, па стани, па скокај, па застани таму, па тука е, во камерата е, во тоа квадратче се случува. Јас се обидував да дадам максимум, за да можам да земам максимум. Значи, некој пат од професорот зависи исто колку ќе успее да го изанимира студентот. Немав јас фантастични резултати со сите студенти. Некои студентите беа и повлечени. Не успеа, некои не ни сакаа да држат час. Значи, имав и такви случаи. Близината со некој од нив и не сум ја имала претходно да се знаме една година, туку тама се запознавме 2-3 месеца и ми дојдоа на Zoom, што е и со некои проблеми додатни, нели, кај што се отвараме, па се кршиме, па е период на изучување на учителот и ученикот. Се учиме заедно ние, нели? Мораме да се научиме за да си имаме доверба. Ако тој нема доверба во мене, јас можам да го научам што сака, може да си земе и да си оди, ама ако нема доверба, тогаш и тоа е многу тешко. Ова беше исто можност за еден чекор поголема доверба кај некој од децата. Мора голема храброст и од нивна страна за да влезат во еден ваков дуел, нели? Затоа што тие не можат така лесно да застанат сега и да се отворат себе си и самото чувство на камерата на почеток е непријатно, нели? После тоа го забораваш. Првите неколку часа, дури и ние што работиме со камера, имаш чувство дека сите се гледаме, Ама од друга страна тоа веќе и навика. Знаеме кај е камерата, знаеме што е и го пребродуваме тој таа прва пречка
И некои од децата, за жал, не може да не доаѓа некој, и јас им простувам поради тоа. Јас многу сакам да сум со нив, тие можеби немале можност, не сите подеднакво имале услови тоа да го направат. Тоа е исто друг проблем, затоа што ти, како што рече ти на почетокот, мора да имаш интима некоја дома, каде што можеш да седнеш спокоен, зашто ти кога одиш на школа, стануваш, пиеш кафе, се облекуваш, знаеш дека во толку часот можеш да фатиш автобус, да стигнеш, нели поминуваш, и тоа е еден процес кој ти го правиш секојдневно. А сега која е мотивацијата? Станувам од крејот, имам со нови час у 10. Ме разбираш, нели што сакам да, дефинитивно, и баш баш во таа насока и извините, Тоа е целата припрема ја немаат и некако одбивноста веројатно и од нивна страна се јавува, но дел од нив, например, што не многу беа присутни на часовите, во живо сум имала одлична комуникација, нема правила. Така. Битно е јас да издржам, да знаат дека сум за нив тука. Дури сум им рекла, кога вие чувствувате потреба дека можете, само дајте ми знак предходно вечер за не стана ми од пижами, па да, ако ви е готов монологот или ако имате прашање или ако сте нашле некој интересно решение, дајте да го видам, можете сами. Имав и тет часови на тајно, што сакаа децата, онака, ама ретко се случува, ама тоа кога ќе го видаме, гледаш дека сака и дека гори од желба да го открие, да го допре тоа што, нели, секој од актерите посакува да го допре и каде лежи тајната на тоа. И сме имале можност, нели, да разговараме зашто. На крајна инстанца, тоа се актери кои утре треба да не само да играат на сцена, туку да инспирираат и други луѓе. Ние сме инспирација за луѓето. Ако ти не си сам по себе како инспирација, како ти што сега ми се јавуваш, треба интервју да направиме, ме инспирира. Иако немаше да дојдам на интервју, ама ова е толку интересно затоа што ми инспирираш. Си моја студентка, ама не сум И тука сакав да прашам, во дискусијата со студентите и особено на почетокот, кои беа нивните технички можности за реализација на настава на интернет? Кои беа нивните стравови? Кои беа нивните фрустрации? Кои беа нивните очекувања? Ово прашање е најубаво да дојде до нив, но ме интересира за почеток и како ги доживувавте вие како професор вашите студенти? Колку тие беа отворени да споделат што им се случува во овој период и колку се подготвени за еден ваков тип на настава, бидејќи знаеме дека 21 век е, сите имаме интернет, но сите немаме неограничен интернет, немаме, како што реков, соба во која што можеме да се изолираме, живееме со родители, со миленичиња, со... Да, имав часови со миленичиња, ама не беа пропуштени. Мојата задача што си ја поставив беше јас морам да ги доведам и да ги привлечам да останат тука. Немам друго чаре. Затоа што тоа е мојата смисла, затоа што тие мора да продолжат, затоа што голем дел од нив имаат многу талент и сакам да продолжат да го прават тоа што го прават. И тоа беше од моја страна како покажан максимален интерес за Ние имавме неколку пати пред почеток на часови и размена на приватни работи, нели? Како се чувствувате? Дали си индиспониран, дали можеш да работиш? Што сознавте со пандемијата? Имам студентка која си направи цело филмче за пандемијата, си ја стави камерата, си слика од сабајле, си слика од навечер, си слика луди работи, си слика тажни работи. Што е многу тешко во една непозната состојба, нели, во една состојба, не знаеш што се случува, сите бевме на штрек, многу е тешко во таква консталација да најдеш креативен момент, треба да си лудак малце, нели? Да се опуштиш и да го собираш тоа, нели, околу себе како информација, да го отвориш телото и да не се плашиш и да така што имав неколку такви моменти каде што успеа и пандемијата не само што да ми објаснат како се чувствуваат, туку и актерски да ја доведат, нели, со телефон на некои вежби каде што се или без говорење.
уметноста е бесконечна. Ти можеш што сакаш да правиш и ти можеш како сакаш да се изразуваш, телефонот е тука, се ќе биде фатено. Емоциите се тие со кои комуницираме, нели, со публиката. Реков некој од нив и технички некој пат не може, нели, една имавме платформа на Zoom, па после имавме на Teams, па на Teams не ни функционираше, па се враќавме на Zoom. Едни инсталираат на телефон, реинсталираат, други имаат во компјутер, па ќе доцнат. Сите тоа им создаде, дур се фаќа ритам, нели? Трае едно 2-3 недели. И наеднаш тргна. После 2-3 недели, кога веќе пристана, нели, целата работа, ама продолживме до мај, крај на мај, јуни. Тој технички дел беше малце, сите бевме неподготвени. И јас учев што е Zoom, прв пат слушнав. Кликам Zoom, па има едно друго, па има едно трето, па ми рекоа ова е најдобро. Не знам што. И гледам Zoom некако го научив и децата некако го симна и не се откажуваат од Zoom. Со што јас не се претплатив на Zoom, затоа што и тоа е скапо, нели, треба да платиш колку таму $13. Нели сум, не да се жалам, ама можев и тоа да го инвестира, но имавме час, брейк, пауза, па час. Па ги викав како беше потребно. Инаку добивав нон-стоп вежби. Дури сценаристите се вклучија, напишаа текстови со оваа тема. Некои беа инспирирани, некои не беа. Јас претпоставувам дека на децата им се згади од работа и од се, затоа што тоа е момент каде што најкомуникативната, најтоплата, најпрофесијата која бара заедништво, нели, и група на креативност и на изблици, наеднаш ти ја одземаат и те ставаат во студен простор, дома во карантин. Ама еве на HBO филмови карантински се ставија, на Netflix се ставија филмови карантински, на Netflix Homemade. Тие се толку интересни кратки филмови. Јас си реков на мојата студентка, твојот постпродукцијски да беше добро среден и некој да го земеше во продукција да го направи, можеше комплетно да оди на Homemade. Затоа што ништо нема поубаво за актер да ги изрази своите емоции преку слика и преку одредена состојба. Действие, емоција, слика. Што се случува во еден затворен простор. Значи, ти патуваш во тој затворен простор, нели? Тоа веќе ги губиш сите контакти и сакал неќел влегуваш во својата интима. И тоа е многу добро за нас да се протресеме сите ние, нели, малце и да се растресеме, зашто овој тип на разговори се исто важни, за да ги споделиме овие искуства. На сите ни треба чистење од овој тип. Ова е како да сме биле низ, нели, имаш чистилиште. И како да, не сите, ама ете, јас го чувствувам така. Дека евентуално би дошло повторно во септември со некои нови сили, нешто би сработеле поинак од сега. Но има милиарда вежби кои за жал ги работат со телефон и кои не можат да се средат, треба да ги даеш во продукција, малце да се средат, да се направат. Они не тежнеат се уште кон совршенство, како што јас тежнеам кон совршенство. Јас си малку да им кажам, сакам и тоа да се исправи, тој дел, затоа што работите треба да изгледаат комплетно убави. Не убави, него вистинити. Затоа што првиот миг каде што се кршат работите, кога гледаш филм, ако излезеш од реалноста во првиот миг, не сакаш понатаму да гледаш. Јас ги терам максимално да останат во некоја реалност и да можат да го одживеат до крај тој момент, и мислам дека се на добар пат, така што. Гледано, го спомнавте следниот семестар и вака ретроспективно гледано на семестарот што измина. Дали поради тоа што целата настава на некој начин од март до јули беше пренесена на интернет платформите, дали може би опаднаа критериумите за тоа што е добра настава? Дали квалитетот беше ист како што кога би продолжил во живо? Ако бидам жестоко искрена, значи јас можам да зборувам само за мојот предмет, така зборуваме за мојот предмет. Бидам жестоко искрена, ќе кажам, јас немам никакви услови за работа на факултет за драмски уметности. Значи немам услови за работа. И голем дел од факултетот сам нема услови за работа. Ни треба нова зграда, ни требаат нови работи, затоа што
Пред се за да работиш игра пред камера, треба да имаш пристојна камера, треба да имаш студио, треба да ги научиш децата како да играат за таа камера, треба да научиш како тонот нели е важен по целиот тој процес, светлото, па движењето, тоа е една многу прецизна работа. Ти можеш да зборуваш, ама ако ја немаш технологијата, нели на факултет треба да има студио во кое барем еднаш во неделата би се одвивале такви вежби со кои дечките би чувствувале што е светло, како би се нашле во светлото, како би се движеле пред камера, што движењето, тие не можат да застанат пред камера некој пат, затоа што и стоењето е важно, чувството на природност. Се до не момент додека тоа не го спроведеш вистински, за мене немаше разлика. Јас, значи, немам во технолошки, нели, смисол, воопшто немав разлика. Повторно, единствена разлика беше што не ми беа присутни физичкото чувство на моите студенти, на моменти каде што нели изеваат, кога не им се свиѓа, каде што сакаат во тоалет да излезат, каде што тонат у некои работи што прв пат ги слушаат. Тој целокупен физички момент на присуство ме недостасуваше. Ама тоа е човечки. Тоа не е нешто што го засега ова што јас го работам професионално. Сега, ако споредам дали изгубила наставата, мислам дека ништо нема изгубено. Освен со тоа што јас ги терам да се движат од точка до точка и да замислат дека тука се наоѓа едната камера, тука другата и сите работи, нели? Се е тоа со замисли ако овде беше светлото, замисли ако овде беше микрофонот, замисли ако овде од оваа точка до оваа, па тука треба да застанеш, замисли, ми поминаа 15-20 години во замисли. Не, кажувам само. Нели? И се беше убав миг, каде што некој пат која ќе ги ватев добри да се одма ги снимав на Zoom, така што имав од лице место, од работа, можност не само да работам со актерот, него имав само копче, трк и одма снимам. А вамо работиш, добиваш резултат, ама некој треба да снима од страна. А зашто не можам ја да се бавам и со едно и со друго? Сакам да извлечам максимум од актер. Значи има и предности, дури би рекла кај мене. Дали може би се дискутираше за некои други решенија со оглед на тоа дека нашите предметите на факултетот за драмски уметности се прилично практични и зависат од тој физички контакт кој што го споменавте? Дали може би се дискутираше или може би вие како професори знајдовте некои решенија за поинаков начин на реализација на овие часови? Или сепак ова е може би најдоброто решение за вашиот предмет? Кои се вашите размислувања? Јас дури и подготвив нешто интерно, тоа воедно си го работев, за да сватив дека е многу важно да си понапред од времето. Сватив дека утре, мислам, смешно е, утре можеш да умреш, така? Може да те згази кола на улица. Те фаќа пандемија, те фаќа COVID-19, завршуваш у болница и те нема. Кој ќе ги земе твоите часови? Не викам дека е голема загуба што синоличка нема да биде на ФДО. Добро сега за некој. Воопшто не размислувам за тоа, ама јас сепак имам однос кон тоа што сум го градела толку долго сама и со помош на колегите, нели, но и сама. Сум се обидувала да го ставам во книга, да во книга го има. Ама друго е кога е говорно. И сега размислуваш да морам да оставам видеоматеријал зад себе. Морам да се подготвам, да ставам една полица со книги позади мене, да инвестирам во микрофон, да инвестирам во камера и да оставам зад себе нешто што некој друг ќе го надгради. Јас морам да го интродуцирам мојот предмет, јас се грижам за мојот предмет, се грижам за моите студенти, се грижам што ќе оставам зад себе. Таа грижа ме натера да направам нешто што се надевам дека од следниот семестар ќе може да биде само како појдовен импулс и за другите, а може би и не знам, и јас би го проширила. Не може во театар да работиш. На Нела представата беше интересна. Знаеш од кој аспект? Илузија, нели беше? Да. Што она беше фантастичен коментар на тоа
колку ни е тешко и колку сеќе направиме во оваа пандемија за да не се одвоиме од тоа што го сакаме. Јас ја разбирам љубовта за театарот затоа што јас сум била театарски актер многу одамна. Таа љубов кај мене сгасна затоа што љубовта се храни од интеракција, се храни од исти мисли, од љубов, се храни од заеднички разбирања. Кога тие ќе исчезнат, исчезнува и љубовта. Тоа е исто како да си во брак. Јас не можам комплетно да бидам интерактивна со некој ако не добивам назад. Се е реципроцитет. Затоа престанав да се бавам, но знам што значи гинање на сцена, знам што значи давање од себе. И не сум актер, веројатно по вокација, сум повеќе педагог, кој умее некако да се снајде, нели, помалку движејќи се во координати на актерска игра пред камера, но таа представа беше крик за тоа колку тоа не беше театарска представа. Нема театарска представа на видео. Има хепенинг кој може да биде, да речеме, пренесуван на лице место во живо. Имате надвор сцена импровизирана со столчиња на 2-3 метра, со луѓе со маски, доаѓаат, па тоа веќе увелико се прави сегде во свет, ја не знам. Еве кај нас имаше Луи музичкото школа имаше, нели, крајен испит, надвор свира. Значи треба надвор да се излезе, да се импровизира и да се покаже дури и една одговорност. Јас го гледам театарот како визионер во целата оваа работа. Не, театарот не го гледам јас како забава. Театарот воопшто не е забава. Театарот од кога стане исклучиво и само забава, затоа и е таков каков што е, нели? И луѓето бараат алтернатива. Значи, театарот е за да не води во нови светови, да влегуваме во некои живи светови кои носат нови искуства за нас, отвараат нови прозорци за нас. Театарот во живо, дишиш со актерот, тоа е боговска работа, тоа има врска со боговите, јас така велам. Не е и со плепсот секако, ама да се публиката која ужива, навива сето тоа, ама ти мораш да излезеш воздигнат. Не можеш да излезеш исти, се изнасмеав, ми идеме дома. Мислам, добро, и тоа е окей, јас го разбирам. Не дека не го разбирам, ама мислам дека требаше малку повеќе инсистирање за театарот во овој дел да се види, барем сега, мислам дека ќе има такви напори, каде што со физичка дистанца ќе успееме да создадеме еден нови театар за еден извесен период. Значи, некој алтернативен театар во кој ќе промовираме физичка дистанца. Ќе научиме како да се љубиме од дистанца, да се бакнуваме, ќе научиме како да се прегрнуваме од дистанца. Па нашите фантазии се многу поголеми од самите работи што ги правиме физички секојдневно. Во мојот мозок јас можам да направам работи што никој пат не можам да ги направам во живот. И тоа е пораката. Како да промовираме физичката дистанција, да кажеме ние постоиме и ние нема да се предадеме. И мислам дека и тоа ќе се случи, само ќе треба да се овозможи простор за тоа, треба да се размислува. Факултетот исто треба да е место од каде што излегува искрата на одговорност и искрата на креација, на промоција на нов начин на живење. Зашто ти ако од уким не го извадиш, тоа од кај ќе го извадиш? Затоа после земјата е рамна и имаме антимаскерс и антиваксерс, нели, како да кажат. Ако важни ако важни личности и личности од уметноста тоа го промовираат и го работат на еден специфичен начин, мислам дека ќе има многу заедно со се, нели, да не ги никако да не ги запоставам медицинските работници, научниците, затоа што тие се сега кои го носат теретот, земјата ја носат Сизифовски на рама. Но ние сме некој додатен ветер за нив. Значи, науката и уметноста повторно добиваат една нова смисла во едно ново време и ние се вежбаме во нашите гени да можеме тоа во некоја следна уште пострашна пандемија или не дај Боже инвазија од надвор да обстанеме, зашто без тоа не се обстанува, како ќе обстанеш без наука и без уметност, ти си ништо, нула. Да. Ја начинавме и темата со проектите како што е Илузија, виртуелна представа, така ја нарече екипата.
и интернет перформансот тој и таа од Велешки театар, како едни примери кои што се случуваа како театарски дела во периодот на пандемија. Самите автори тие го нарекуваат како театарско дело. Се случаи многу такви проекти во светот. Ме интересира, веќе го начнавме тоа со претходниот одговор, меѓутоа ако можеме и подлабоко да поразговараме на оваа тематика, кои се вашите размислувања за овие проекти? Колку се тие значајни да се случуваат во ова време? Јас баш ако е карантин и ако се такви стварно времења во кои немаш друг избор, сметам дека, како што го започнавме разговорот, не можеш да ставиш никого под клуч. Човекот стави го под клуч во еден шкаф, ке најде начин и дупче сите работи да ги спроведе. Значи, човекот е чудо. Особено уметникот. Можам да кажам ми се свиѓаше, ама не ми се свиѓаше. Јас, како педагог, ќе кажам прва, и како човек, а после можам како некој критичар и теоретичар да зборувам, е дека го поздравувам секој напор и секоја активност во тој правец. Затоа што најлесно е да се откажеш. Најлесно е да кажеш не, па шо ќе правам сега? Мислам, мора да најдеш ресурс, мора да најдеш ентузијазам. Има млади луѓе кои можат да обмислат. Затоа ја споменав илузија, ама затоа што единствен пример сега, немам со што да ја споредам неа во Македонија, единствен како што треба пример. Вапај, што би рекле србите, нели, за театар. И одлично, дури ми се допадна и актерите, затоа што тие успеваат туку мало камерно, нели, па туку интимно да игра. Тие веќе навлегува и во еден дел од мојата струка. Беше убаво да се види. Го разбираат, ја разбираат суптилноста на камерата низ театарот. Така. Па аспекта се добија. Тоа беше еден доку уметнички фиктивен настан, театарски, кој повеќе беше за театарот во пандемијата и за потребата на актерите. Имаше еден стриминг на мене тоа јас нели гледаме надвор што се случува. Имаше на холандскиот национален балет за време на пандемијата ги даваа слободно, нели, гратис да се гледаат представите, но и направија компетиција надпревар за од дома снимани представи, кои беа на ивица на пантомима, на кореодрама, на игра, на танц, во местата каде што тие, нели, најмногу поминуваат. Па, таков раскош од една, камерата е само од една страна ставена во кујна на една балерина, која сече, прави, се доаѓа во момент кај што сака да се самоубие, ама продолжува работи. Сето тоа со движење го прави. Па прави пируети во таа кујна, па звони рерната дека е готово јадењето. Една таква дистракција, нели, на реалност со тоа што сака уметникот да биде. И тоа беше убаво изгледаш, со една камера сликан. Потоа има во двор со две камери од Косово сликани, уметник заглавен во градина, нели, кој се обидува да излезе од дрвото со корењата. Телото сака да излезе од состојбата во која е ставено. И уметникот ќе излезе, уметникот и во нормални состојби излегува во ненормални состојби. Тоа за тоа служи, за да ни ги покаже другите работи. И сметам дека апсурдно е дури да се зборува на оваа тема, дека кога е пандемија, имаме видео, имаме се, пуштаме и гледаме што се случува. Дури да изгледа многу уличарски, нели, му влегувам преку видео дома и гледам се што прави. Why not? Во изминатиот период државните театри во Македонија почнаа да ги прикажуваат веќе одиграните представи во живо онлайн. Како актерка и како гледач, како ги доживеавте? Како е, особено бидејќи некои од тие представи веќе сме ги гледале во живо и сега наеднаш ги гледаме на екраните дома, дали на мало екранче од телефонот или на лаптоп или некој на големи телевизори.
Какво е Јас тоа ти чувство? имам тебе ова прашање. Ти како го живееш затоа што ти си актер во секоја пора од телото и си театарски и некако така што ти подобро можеш да одговориш со ова. Па ете, еве јас ќе си дозволам да одговорам. Мене ми е интересен моментот дека на филм ние секогаш како актер имаме можност да се гледаме себе си, да го гледаме своето уметничко дело, а театарот кој што е на некој начин нели умира завршува представата, запира со изведбата на актерот, сега наеднаш останува зачувана. За мене не е исто чувството како гледач и како гледач на театарска представа во живо и како гледач на екран. Меѓутоа, од една страна го доживувам како еден обид да се одржи контактот со публиката. Ни се отворија, еве, и со другите соговорници имавме можност да дискутираме на таа тема, ни се отворија шанса да гледаме представи кои што финансиски не би можеле да си ги дозволиме од цел свет. Така што, ето така, го доживам како уште една можност да се извлече најдоброто од најлошото. Многу е важно и како ги доживуваш работите и како ги разбираш ти лично, интимно, затоа што тоа е твојот поглед на светот. Па, може би и слично би одговорила со тоа што, нели, Питер Брук, мислам, вели дека сепак тоа што е неизоставно во целата ситуација е дека театарот е запис во ветерот. Го играш и го снемува. И тој миг е само тој миг единствен кога сите дишиме заедно со актерите и кога таа приказна се случува на едно место од почеток до крај и никој пат повторно не може да исто. Нема да се повтори исто. За разлика од филмот каде што мора математички се исто се повторува да се слика. Но тоа е тоа што не знам, ете, ти точно, тоа е повеќе документирање на нешто што е направено. И да се бавиш со една таква уметност, знаеш, некој пат сум размислувала дали во некој идно време, таму некаде во 2500-2100 година, нели? 3000-та би си играл театар. И моето видување, например, за тоа беше дека тоа ќе биде едно од ексклузивните доживувања за публиката. Ке се плаќа ненормално, затоа што веќе ќе нема емоции, нели, ние со овие видео технологии ја губиме, со пандемијата губиме допир, губиме мирис, губиме вкус, губиме сето она што е актер, сето она што е живење со сето твое тело го снемува и мислам дека луѓето ќе плаќаат за само тоа чувство во живост да го видат, а тоа ќе може да го работат само исклучителни луѓе кои никој пат не заборавиле да чувствуваат, да мирисаат, да сакаат, да љубат, да се караат со сета страст. Значи, лично сметам дека има брилијантна иднина тој театар од овој аспект. И сметам дека ќе биде во некоја специјална сала, нели, во која ќе не може секој да влезе. И после тоа доживување ќе ти биде како да се потсетуваш на човештвото, на тоа што си. Така, некои си имам своји лични проекции во главата. Зашто се е видео. Да, како што Гротовски на времето си ја избира публиката и не дозволува секој да биде сведок на неговото дело. И кога сме кај Гротовски, следното прашање му е како би се однесувале, што би правеле големите уметници од минатото, кои што ве мотивирале, ве инспирирале и влијаеле на некој начин во вашиот развој како актерка пред се, и како професор, може би. Како уметник. Јас мислам дека тоа истото пак на почеток што го кажав, ќе го повторам, би го пронашле секој можен начин за да се изразат. Тоа останува на крајот. Ќе остане и овој разговор. Ама илузија ќе остане запишана како сведоштво на едно време професионално направена едноставна видео порака за театар. Мора да се оставаат траги. Јас мислам дека и тие луѓе на еден извесен начин
Ако немало тогаш, па добро, тогаш кога се ако работиме нели по Станиславски во тоа време, точно кога почнува реалистичната игра на филмот, почнува со Марлон Брандо, а она првиот следбеник на таа Станиславски нели сценски реализам и го презентира, го интродуцира пред камерата како начин на играње. И сметам дека тие луѓе тогаш и да немало камера, тоа ќе го запишале во книгите. И веројатно би стоело како посебно поглавје. Театар во невреме, театар во пандемија, театар во земјотрес, театар во шпански грип. Кој беше нели еден и за Шекспир зборуваа дека своите големата чума, да. Пандемија. Исак Њутон, не знам, тогаш ја открил гравитацијата. Стално има некои такви работи што ги повторуваме, а секој пат има нели нихилисти кои ќе речат: сеа јас пак тоа, од тоа време ми ја пукнавте главата. Не ти ја пукнавме главата. Бави се со тоа што ти мислиш дека треба да се бавиш. Секој треба да се бави со тоа што чувствува. А уметник ако си, ти нема да престанеш да се бавиш со тоа во која и да е услов. Мислам дека нивната порака би била една и единствена. Креирајте, создавајте, затоа што тоа е единственото што останува. И Вернер Херцог, нели, мојот омилен режисер, кога го прашуваат, има едно прашање му го поставува новинарот, со што се бавите, со што друго бисте бавели, вика со ништо. Тоа не знам во мојот живот. Ништо друго не знам освен да сликам приказни. Тоа сум јас. Кај сакаш стајме, јас тоа ќе го правам. Секаде ќе измислам и приказни и секаде ќе ги видам и ќе ги запишам на лента приказните. Има луѓе што ги кажуваат тие приказни. Мене ми се важни затоа што мене ми инспирираат. Затоа што јас можеби работам малку по методот на Станиславски, нели со тие негов начин. Па поте Стела Адлер нели го има превземено, но и јас сум можеби класичен тип. Не велам дека е единствен, еве ти и Чеков работиш и различни техники. Но со филмот некако најблизок ми е нели Станиславски тој методот што го промовираат америчките глумци, ако тоа во Русија излезено, во Русија кој ќе го видиш кај Тарковски, тие живеат таму, тие се присутни во филмовите. Тоа е некој свет кај што вистински живеат луѓе, он ги фатил таму на лице место. Значи, тоа чувство на доживување и секој пат тежнење кон артикулација на идеите и мислите на еден специфичен начин. Не само со зборови, него со движење, со текст, со движење, со мимика, со креации. Тоа е порив натрешен, предпоставувам и дека без тој порив нема ни уметност. Ако немаш порив, што можеш да седиш и да местиш коцки, се, нели, недобро наместене или лошо. Дури сметам дека уметникот кога креира, дека е тој одсутен од стварноста. Дека заборава што го обкружува. Освен тоа што он сака да го обкружува и да го прифаќа, нели? И дека тие работи доаѓаат како просветление во неговата глава. И дека сето тоа е производ на некој внатрешен живот по себе. Тоа е цел космос, нели? Цела една вселена во човекот која е насобрана. Сите уметности, особено во овие кризни моменти, имаат посебна улога и значење за некој постојано треба да биде иста улогата и значењето на уметноста. Која е улогата и значењето на и местото на театарот во овие услови? Дали тоа се разликува со вонредната ситуација или треба да остане иста значајна? Тоа ќе го каже времето, веројатно. Нели, што настанува после една поплава, да речеме, се случува поплава и се е срамнето со земја, како ќе се роди повторно нешто на ново? Не мислам дека е сравнет театарот. Театарот е само на пауза, една моментална пауза, која може да роди многу креативни работи. За филмот знам, например, конкретно, дека еден од познатите актери, што јас многу го сакам, и е современик мој, Метју Маконахи, сега во едно скоро интервју кажа: Боже,
кој знае какви сценарија сега ќе се родат и кој знае јас во какви филмови ќе играм, во какви приказни. Да, луѓето сега седат и акумулираат. Ова е како, нели, тој плод еден кој ќе го засадиш на овие познати, како се викаат, цвеќиња што мора да отспие тој плод за да роди прекрасно цвеќе. Орхидеја, нели? Како лавица една. И така седи, она сега седи, така и човекот. Тој уметникот не седи, тој привидно седи, вистинскиот уметник. Тој привидно седи и мисли, и пишува, и гледа, и создава, абсорбира. Ова што сега се случува, можеме да го видиме евентуално во најбрз можен период, веројатно за дури пред да заврши пандемијата, а некој пат ќе го видиме дури и после пандемијата, веројатно неколку години, зашто сите големи дела доаѓаат со некоја чудна акумулација. Ти мораш да имаш период на акумулација. Ова е тој период кај што разговараме, каде што минуваме низ тешки моменти, каде што уметникот во театар едва чека да застане на сцена, да го направи чекорот, да врисне, да каже се што мисли, а не може. Тоа веројатно некој еден пат кој ќе излезе, ќе вроди со нови креативни работи. Нема да биде кој знае каква револуција, нема да биде ниту лошо, ќе има нови работи, ќе има нови пристапи, ќе има ново гледање. Новите искуства раѓаат нова уметност, ова е едно светско, глобално, заедничко искуство, од кое ќе се вродат многу работи. Имаме еден млад режисер, не знам што станува со него, сега завршува, рече дека ќе работи цело време филм за време на пандемијата, што јас го примив со восхит, затоа што тоа испадна на крај вистина. Ги видовме сите филмови од по 2-3 минути и со познати актери, си работат луѓето. Шпанците имаат многу добри кратки филмови за карантинот. Ме интересира што со него ќе се случи со неговите идеи, бидејќи имаше прекрасна идеја и мислам дека има дел од сето тоа реализирано. Во моментот кога почнуваш, нема да добиеш аплаузи од сите и сите ќе се вадат од памет. Значи, битно е само да не потпаднеш под влијание на страх, под влијание на двоумење, па не можам. Ако имаш можност, ако имаш начин, ако имаш сила и ако знаеш дека просторот е тука и за тебе, мораш да го искористиш. Таков. Значи, и тоа е една акумулација за некој следен се искуство. Искуство, ова е посебно големо искуство. Јас верувам дека секој си продолжи во еден уште подобар начин во однос на уметноста. А во однос на човекот, не знам. Затоа што уметноста е онака каков што е и човекот. Подразбирам дека луѓето што се бават со уметност, подразбирам, не мора да значи, јас подразбирам дека се хуманисти, нели? Дека се луѓе кои имаат човечко во себе, луѓе кои ја разбираат човечката психологија и ги прифаќаат тие работи. Зашто уметникот е пред отворен. Мислам дека таа отвореност во оваа пандемија доста ќе акумулира кај него и негативни и позитивни работи, и фрустрации, и болка, но и надеж дека сето тоа ќе може некаде да го реализира без разлика каков уметник е. Така што тоа е отприлика некоја моја прогноза. И за да го заокружиме овој разговор, дали би сакале да споделите некоја порака, да испратиме некоја порака до постпандемскиот актер? До постпандемскиот актер. Јас мислам дека сите вистински актери, оние што си ја сакаат професијата, ќе бидат повторно актери и оваа пандемија само ќе биде ветер во нивниот грб. Која и порака да им ја упатам и што да им кажам е ирелевантно затоа што ќе ги води нивниот порив и нивните искуства. Јас навивам за нив, ги сакам и како студенти кои ќе ми дојдат, ги сакам и реализирани. Јас како професор ќе направам се за тие никој пат да не се чувствуваат дека се во пандемија. Или како што јас би рекла во еден многу вулгарен и лош смисол, нели?
актерот мора да твори цело време како да е во пандемија. Јас сум безобразна за тие работи, ама ако не ти гори под нозет, ти не можеш да создадеш работи. Каде го наоѓаш тој оган во себе, каде ја наоѓаш таа итност да донесеш нешто свое на овој свет. Така што тој што е актер си го знае патот и пред и после и за време на пандемијата. Благодарам многу, професорке, што бевте дел од овој серијал и што споделивте своите доживувања и размисли за оваа ситуација со театарот, со факултетот, со тоа да се биде актер и да се биде професор во едни вакви вонредни услови. И благодарам на сите убави пораки што ги испративте и мисли и се надевам дека ќе бидат мотивација за создавање и творење во овој период. Тоа немаше да се случи без тебе, драга џаџе. Многу ми е драго што дојде со оваа идеја, затоа што има луѓе што треба да се чујат и разговори што треба да се чујат и се многу важни, кои ќе го одбележат веројатно ова време на специфичен начин, најмногу заради иднината и браво за оваа твоја иницијатива. Благодарам што еднаш.